22 часов, цел да разговаряме. Работата за кој што разговараш е крај на пазилата, што деца сега се капитал. Сакам само да ги прашам колегите на десна страна, дали се сеќават на ова изборна програма. Емо лан, колеги. Ова е истата изборна програма за која што вие одевте од врата до врата. И тоа истата програма за која што вие имате добиено мандатот да седите во овој советнички клуб. Со оваа програма вие сте дел од Советот на општина Битола. Ова е иста програма гласи, море имате ставено проект подземни гаражи. Во центарот на Битола ќе изградиме подземни гаражи со капацитет од 340 паркинг места, средства 6 милиони евра. Извор на финансирање јавно-приватно партнерство. Вие во вашата програма имавте предвидено дека за овој период со јавното приватно партнерство ќе заработиме како општина зборува 6 милиони евра кои што ќе бидат инвестирани во зградни гаражи, овој случај подземни гаражи. Се поставува едноставно прашање. Каде се тие 6 милиони евра што вие имавте предвидено? Дали тие 6 милиони евра завршија во джеповите на луѓето кои што чии интереси те не се гради? Уште една нелогичност, ако ги поделите овие 6 милиони евра на 340 паркинг места, доаѓаме до фантастична сума на паркинг места од 17.640 евра за паркинг места. Колеги, вие сами признавте дека со јавно-приватно партнерство може да се заработат за период од 3 години 6 милиони евра и тие пари да бидат пренасочени во урбана инфраструктура со која што ќе се реши проблемот на граѓаните на општина Битола. Денешната ситуација е едноставна. На дневен ред имаме точка за укинување на овој штетен договор за граѓаните на општина Битола и одземање на правото на работа до вазонско паркирање, со тоа што овој договор, овие средства од 6 милиони евра кои што имате вие предвидено, да останат во буџетот на општина Битола. Вие денес, ако не гласате за прекинување на овој договор, свесно гласате за 6 милиони евра повторно додат во рацете на одредени приватници, а не во касата на општина Битола. Сега ќе замолам да кажете кој чии интереси работа.